Здраво, Дедо Мраз. Јас сум Ањичка. Бев послушна преку целата година. Би сакала едно утро до мене да се најде една голема табла шах. Ме прави посрекна дури и од чоколадното млеко што го држам во рацете. Добро утро, мамо, добро утро, тато. Добро утро, миличка. Велете. Ања, дали од Дедо Мраз посака некоја енциклопедија за нашата историја? Или пак чекай, може би си посакала да отидеме во Египет на одмор, а? Не, миличук. Сигурно побарала некоја модерна кукла или пак некоја модерно фустанче. Не погодивте. Посакав една голема табла шах. Па добро, Керко. Кој ќе престанеш со овие желби кои никогаш нема да ти се остварат? Каде си видела жена да направи кариера врз база на шах? Сфати веќе еднаш, шахот е машки спорт. Видете и двајцата. Завчера ја слушнав керката на комшиката Марика. Добила прво место по математика. Браво за девојчето. Браво. Добро утро. Добро утро, Ања. Еј, дечки, што посакавте од Дедо Мраз годинава? Еве е нова година, брзо ни стигна. Па, јас посакав еден голем робот, за да можам да си играм со него. А ти, Никола? Јас посакав многу чоколадни бомбони, еден полн фрижидер со сладолед, ама љубава голема торта. Мајка ми прави одлични торти. Добро бе, шекерче, ке се зачудовме ако посакаше нешто без шекер. А ти, Ања, што посакуваш? Јас знам што сака Ања. Гарант е... Секако дека ме знаете, јас посакав една голема табла шах, за да можам и дење и ноќе да играм со неа. Што е работата? Има нешто чудно овде? Ще прашуваш дали има нешто чудно овде. Тоа е најглупавото нешто кое што може да го посака едно девојче за новогодишна желба. Јас си помислив ке посакаш некое фустанче, блузичка, фармерки. А ти? Бре, Ања, баш ме чудиш. Се сложувам. Не ме чуди ние машките тоа да го посакаме, ама не знам зошто ни се мешаш во машки игри. Ања бе, ајде веќе, престани со твоите бескорисни желби. Вие ништо не разбирате, ама сте старомодни со сваќањата. Баш ќе видиме дали мојата желба е корисна или не. Утре го чекорам првиот чекор од мојот сон, но што ако не успеам? Што ако загубам? И ако почнат критиките дека тие биле во право, а јас сум се трудела залудно. Но ако не пробам, нема да знам дали ќе успеам. Сепак, ова е мој живот. Добар ден, ти си Ања, така? Да, јас сум Ања. Мило ме е, јас сум Орце. Драго ме е Ања. И мене ми е драго, како сте? Секој ден се подобро и подобро. Од кога ти е желбата за шах, Ања? Па, уште од кога знам за себе. Како да ви кажам, уште кога бев малечка сонував да бидам добар шахист кога ќе пораснам.
Тогаш си на правото место, Ања. Ајде да започнеме со една партија шах. Може. Браво, Ања! Мислам дека гледам во идната шаховска првенка. Ања, дали си свесна за тоа колку си талентирана? Навистина така мислите? Ања, што е причината за твојата радост? Поканата сум на шаховски надпревар следната недела. Дали си разоткривање на прва по шах? Не знам, но навистина изгледа има нешто во неа. Што мислиш? Што мислиш ти? Што ти правиме со ово девојче? Не знам, но сметам дека треба да ја дадеме една шанса. Не сакам да мисли дека и го спречуваме да го живее сонот. Кој да знае? Се замара со тешки глупости. Нашата ќерка ја интересираат работи, од кои кога ќе порасне не може да ваја ни парче хлеб. Победив! Успеав! Видовте ли како играв? Браво, дете моје, каков успех! Навистина сум пресреќен и се гордеам со тебе. Навистина ја заслужи оваа награда. А сега оди си дома и одмори се заслужено. По новогодишните празници продолжуваме со напорен тренинг. Чао! Маја, дали си ти тоа? Девојко, какво убаво изненадување. Како си? Ања, не ми се верува. Ти ли си ова? Нашата Ања која шеташе со шах под рака, сега е успешна бизнисменка. Да, јас сум таа која шеташе со шах под рака. Ти како си? Добро сум. Еве, не сум толку успешна во кариерата колку тебе, но ги чекам следниве избори да ме повикаат на работа во општина. Знаеш како оди тоа кај нас. А приватно како оди животот? Добро сум, Ања. Работам во асоциацијата на информатичари.
Имам и 2 дечиња, а и сум омажена. Ти? И јас сум среќна во љубовта заедно со некој со кој одлично се согласуваме и поддржуваме. Но кај да е, нема бегање од лудиот камен. Моето синче многу ме потсеќа на тебе. Секој слободен момент го користи да игра на компјутер шах со другарите. А знаеш, можеш да ми дојдеш на гости деновиве, па да те запознаам со него. Многу ќе биде среќен и ќе се израдува. А како што те познавам, многу ќе го инспирираш во неговата амбициозност и креативност. Можеш да ни бидеш гостинка деновиве, па да се запознае со тебе. Многу ќе биде среќен. Колку убаво! Би сакала да го запознам, па кој знае, можеби ќе го вклучиме во клубот на млади талентирани шахисти во мојата фирма. Тоа ти ќе му го кажеш. Нека му биде новогодишно изненадување. Амбиција е првиот чекор до вашиот успех. Вториот чекор е превземањето акција. Додека третиот чекор до вашиот успех е упорност. Упорноста е како ваш автомобил со кој ќе стигнете до посакуваната цел. Акцијата е како адреналин, тоест бензинот кој ќе ве подпалува да си стакнете во некоја област. А амбицијата е како ваш совозач. Ќе го слушате како ваш внатрешен глас кој ќе ве мотивира и ќе ви зборува. Биди упорен, биди неуморен, верувај во себе. Ти можеш да ја постигнеш оваа цел. И запаметете, интелигенцијата без амбиција е како автомобил без возач.